Враќањето на нашите од странство поради корона во неизвестност фрли голем број семејства во регионот. Нивните блиски веќе не можат да сметаат на парите кои тие допред само неколку месеци редовно ги испраќаат дома. Во овој момент нема кој да ни праќа. Сино е веќе тука и ќе чекаме да се врне. Само во источниот регион помеѓу 10 и 15 илјади семејства има помала или поголема финансиска поддршка од странство и околу 160 илјади семејства во државата. Сега, кога повторно ќе ги има, како не многу одамна, не се знае. Не знаеме кога ќе се врне, неизвестно е. Чекаме ситуацијата на корона да се смире. Од друга страна, и оние што останаат таму имаат проблеми и со работа и со пари, што значи пари помалку ќе има и тука. Тешко е, снаоѓаме се некако, трошиците се тие, обидуваме се да најдеме работа, али потешко исто, значи многу работни места се прекинати. Чекаме да видиме како ќе биде се тоа, како ќе помине целата оваа криза. И после дали ќе се враќаме и колку ќе се враќаме во нормала, зависи од тоа како ќе престанат и репресивните мерки тука кај нас. И така, чуваме се, здравието е пред се и тоа е тоа. Колку сето ова ќе има последици врз стандардот на семејствата може да се претпостави, но експертите сметаат дека последици ќе има и целата економија. Парите кои во државата влегуваат од нашите иселеници се многу повеќе од директните странски инвестиции. Тие се далеку над 1 милиарда кои за економијата се вистински мотор. Инаку извештајот на Царинската управа на Македонија покажува дека сумата на пријавени пари кои во државата се внесуваат по легален пат лани пораснала за 42%. Пријавени се 16,9 милиони евра од лица кои со себе носеле повеќе од 10.000 евра. На излегување пријавени се само 50.000 евра, што значи дека парите останале во државата.